Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар, а вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар, а вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Веднаш позади мене, или поточно речено десно од мене, почитувани гледачи, се наоѓа Агенцијата за българите во чужбина. Секој ден овде група на македонци аплицираат или добиваат бугарски пасош. Ова е местото кој јас го нарекувам место кај што македонците продаваат својата македонска душа за еден бугарски пасош или за една купена кола на старо со бугарски регистарски таблички. Јас сум помогол и тоа дека 20.000 пасоши преку ваши раци имаат поминато или преку ваши ургенции? Види сега овде службите, нашите служби кои обслужуваат српските интереси, можат секакви приказки. Јас не знам на колку сум помогнал, но сум помогнал на доста. И на доста луѓе да се извадат пасоши. Сите тенденции покажуваат дека некаде после 2000 година почнува помасовно вадење на бугарски пасоши. Точно, од кога дојде демократијата во Македонија? Па демократијата дојде 91-а, не 2000 година. Не сум сигурен дека не, тоа е Добро, дали можеме да дефинираме дека после 2000 година почнува помасовно вадење на бугарски пасоши? Вие помасовно бугарски пасоши во Македонија почна да се вадат отколку луѓето почнаа да читат, отколку луѓето има секој веќе има интернет, отколку гледат дека ова истина која до вчера беше кажувана по телевизија во школа, тоа не е вистината. Георгиев, ако Бугарија 1991 година сметаше дека со паѓањето на комунизмот, всушност паѓа на крива паланка, на Невебар, Берлинскиот зид, условно речено како што смета бугарите помеѓу двете бугарски држави, по некоја асоциација на тоа што се случуваше во Германија, тогаш беше за очекување дека бугарски пасоши луѓето ќе почнат да вадат, ако така стоја работите, 91, 92, 93 вече. Бугарски пасоши почна да вадат дури после 2000 година, кога веќе се гледа дека Бугарија може да стане членка на ЕУ и на НАТО и дека со бугарски пасоши апсолутно види овие 92 година вајате пасоши бугарски. Само да ви кажам, прво да ви кажам дека демократијата во Бугарија започна со доаѓањето на сината коалиција, СДС на власт. Значи, Митко, што има врска вадење на пасоши со демократија? Само да ви кажам, значи, бугарската не чекај сега ми кога ми постави прашање не, после ви кажам и за колите. Врска за демократија. Не, јас да ви кажам за вадењето на пасоши кога почна. Значи, од 1989 година кога привидом падна комунизмот во Бугарија, значи комунистите не падна во Бугарија. Значи, во Бугарија комунистите обслужува руски интереси, како што во Македонија обслужува српски интереси. Може би публиката не знае, може би луѓето што не слушаат не знаат, меѓутоа јас многу добро знам дека Желјо Желев е прв демократски избран председател во Бугарија. Не, Желјо Желев нема никакви ингеренции во бугарската држава. Да, премиер. Председател во бугарската држава, да. Е Димитар Попов, кој не е комунист. Не, тогаш беше коалиционна влада, не. Па подосна е Филип Димитров. Ама се тоа коалиционни влади. Тоа се све почеток на 90-те години. И вие се тука сакате тоа кукавичко јајце да ни го пласирате, дека бидејќи не била демократија во Бугарија 90-та година, затоа не ваделе бугарски пасоши, ама демократија дошла 2000-та година кога бугарите веќе бугарските пасоши може да важат за европското. Не, луѓето вадат од лукративни. Не се согласувам, има и такви се согласувам, има и такви, но а што ќе му треба на еден универзитетски професор? Еве, јас ќе ви кажам дека имам на 20 универзитетски професори помогнато да земат пасоши.
И тоа ми викат да, ние го вадиме, ние имаме, вика, универзитетските професори имаме визи. Кои се тие, дај кажете ги? Зошто да ви кажам? Не сум ја човек кој треба 20 над 20 универзитетски професори. Или демократија? Македонија е демократија. Ако е демократија, Македонија е уште држава која обслужува српските интереси. Имате ли званено некој министер бугарски пасош? Немам јас на никој извадено пасош. Јас на никој немам извадено пасош. Се наоѓаме пред влезот на Агенцијата за българите во чужбина. Денес е петок, некаде дека 16 часот. Веројатно не го погодивме ниту денот, ниту терминот. Веројатно има многу малку македонци кои сега чекаат за пасош или за бугарско државлянство, меѓутоа сепак да се пробаме среќата и да видиме како македонците тука во центарот на Софија продаваат својата гордост за едно парче хартија и се откажуваат од своите македонски корени. Повелете. Тука е влезот на Агенцијата за българите во чужбина, значи десно од нас, некаде на 15 метри, се наоѓа резиденцијата на бугарскиот претседател господинот Плевнелиев. Ако може да приметите, почитувани гледачи, само што дојдовме тука, наидовме на тројца македонци, две македонки и еден антички македонец, предпоставам, кои чекаат бугарски пасош, и само што дојдовме тие замина, бидејќи не сака да бидат снимени од нашата камера. Во нашата камера верно може да ви го долови, да видите како луѓето кои така храбро и гордо доаѓаат и чекаат бугарски пасоши, подоцна така кукавички го напуштаат местото, не сакајќи да изјава зошто ја продаваат македонштината за едно парче хартија или за една стара кола со бугарски регистарски таблички. Кога добивте бугарско државјанство? Па веќе няколку години, но преди да почнеме да говориме, да ви попитам, искате на книжовен български или на македонски диалект? Па, господин Коле, вие сте тој тип. И сега знаете, ако ми го поставува тоа прашање, ми личите на оние селјаци не од Далјадровци, имав еден официр во JNA, и кога се враќаше во Македонија или таму во Далјадровци, на српски им се обраќаше. Вие сте човек роден во Македонија, школован на македонски јазик, сега ме прашувате на кој јазик да зборите? Затоа што јас сум двоен државјанин и сум етнички бугарин, имам возможност да ви говоря, както виждате, и на български, и на македонски. Зависимо од това вие на какъв език искате да проведеме. И вие сте сега бугарин, а сте Петар Колев. Точно. Што не ви крстеа Борис по цар Борис, тука ви крстеа Петар по Петар Караџорџевиќ, а сте се бореле ко ВМРО против династијата на Караџорџевиќи. Прво не ми одговорихте на какъв език, јавно аз ще избера, тогава ще си говориме на български. Петар съм, защото и дядо ми е Петар, и прадядо ми е Петар. И држите Ниту слика съм... на Петар Караџорџевиќ дома во собата? Не, на Тодор Александров. Ниту съм Колевски, ниту Александров сум... на Тодор ке ви крсте, немаше Петар да ви крстат. Мој идол е Тодор Александров, ја во мојата соба си држам слика на Тодор Александров, а иначе на Свети Петар нормално. Во ова интервју прво зборевте на бугарски, па на македонски, еве да сте прав ВМРО-вец. Ке може ли на крај на српски да завршите? Антички ВМРО-вец или Валјево сега Видете што е сега. модерно. На српски да кажете Видете сега. довиđenje поштовани гледалци и да завршиме со Видете сега, интервјуто значи- на еден класичен ВМРО-вски начин. Видете сега, јас ве прашав вие да изберете како да разговараме, имајќи предвид дека големиот дел од вашата публика нема учено книжовен български, решив да зборувам на македонски диалект за да ме разберат полесно. Иначе, односно српскиот, никој пат не сум го учил, не го и знам српскиот. Цеца нарачувате на свадби сигурно. За жал не. Цеца Драгана ја нарачувате сигурно. Скоро се женив, има видеоматеријал во интернет, може да проверите. Индира Радич. Не, може да проверите, има видеоматеријал во... Оди со бугарско вино Индира Радич. Видите, максимално. некој, значи, сигурно функционерите на така нареченото ВМРО во Македонија доживуваат душевен оргазам на Цеца. За мене е подобар варијант Васка Илиева. Има три групи на луѓе кои бараат бугарски пасоши. Првите две групи се најбројни. Првата група со оние луѓе кои бараат бугарски пасоши сакајќи да работат во странство или во некој од земјите на Европската унија. Втората група на луѓе кои сакаат да добијат бугарски пасоши и бугарско државјанство за да може да купат коли на старо со бугарски регистарски таблички. И третата група на луѓе која е убедлива најмалу бројна, тоа се луѓето кои бараат бугарски пасоши од идеолошки или етнички причини.
Ако ги трнеме настрана тие бедни македонски граѓани кои доаѓаат и барат бугарски пасоши, вие сте човек кој многу знае, дали некој од високите македонски политичари има бугарски пасош? Има, разбира се. Има, аз и друг път съм казвал, че знам и не само политици, и депутати има, и заместник министри има и така нататък. Но това не е тема за разговор, няма да е коректно. Знам, както и вие знаете за такива хора. Добро, но аз не съм журналист и не е коректно аз да изнасям такава информация. Имаше ли Любчо Георгиевски бугарски пасош? Имаше, да. Имаше. И какво се случи? Нищо лошо. Защо го оплюха в Македония, не знам. Какво като имал българско гражданство? Бил македонски премиер. Па взема бугарски пасош. Имаше в историята на България има поне 4 души, които са раждани в Македония и са били български премиери. Какъв е проблем? Тој сигурно не е од економски причини. Не, тежи многу пари, сигурно не направил таков гест Любчо Георгиевски од економски причини да земе бугарски пасош. Според мен не е от икономически причини. Не знам колко пари има и какво прави с тези пари, но според мен не е по икономически причини. Дел од бизнисите му си и во Софија, и во Бугарија. Не знам да има бизнеси, честно казано. Но някои политици македонски взеха сръбски паспорти и там има бизнес и живеят в Белград в момента, ама никой не говори за тях. 21 век, който иска да вземе български паспорт и е свободен да го направи. Проблемът е, че не могат да вземат американски или канадски паспорт. Така че за българския паспорт тези хора няма нищо лошо. Да, действително аз познавам над 200 човека от тези, които са вземали българско гражданство. Има такива, които се чувстват българи, факт. Има и такива, които това не му е темата в живота. Основната му тема на този човек е как да изкара този месец 300 евро заплата или 500 евро заплата да си храни семейството. Вие исто знаете дека има големи танге-франге трансакции во добивање на тие бугарски пасоши. Дека тоа е голем бизнис. Така е. Има во Скопје, во Источна Македонија кафани кај што се знае дека ходите ако платите 100, 200, 500, 1000 евра, зависи нели од побарувачката, дека тие луѓе за еден месец ви гарантират бугарски пасоши. Не, за един месец няма. И тоа е бизнис. За един месец не може, но много хора се занимават с този бизнес в Македония. Те вземат документи, попълват документите, носят ги подават по разните институции в България. Това е факт, това е така. Има ги. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија на тема бугарски пасоши. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Вкусна магија. Бонитас. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. До 1990-1991 година бугарите или бугарската држава го сметаше паѓањето на комунизмот ко паѓање на Берлинскиот зид, како што тие смета помеѓу двете бугарски држави, таа од едната страна и од другата страна на Кюстендил или границата на Деве бар, правејќи одредени историски асоциации со двете германски држави. И тука се постава клучното прашање: ако тогаш паднал Берлинскиот зид помеѓу условно речено двете бугарски држави, зошто 91, 92, 93, 94 година македонците не зема бугарски пасоши, дека тоа почна да го прават масовно после 2000-2001 година, кога веќе стана јасно дека со бугарските пасоши може да се патува по Европската унија. И сега овие светските производители на нови автомобили и се љутат на Бугарија, бидејќи издава многу бугарски државјанства и купуваат македонците стари коли со бугарски таблички. Хората кои искат българско гражданство го получават на две основанија. Едното е български происход, којто български происход те треба да докажат с фактологија, и другата възможност е по натурализација. Това са двете възможности. Правилото на кръвта и натурализација. 100% од хората од Македонија вземат българско гражданство на основание български происход. Значи најголем дел од народот ги взима тие пасоши поради социјални причини. Се знае тарифа, се плаќа тарифа, доаѓаат луѓето, ги носат пасошите и документите, ги пополнат во нивно име и им ги враќаат готови пасошите доле. И не треба да гледаме тоа. Гледам дека сте се интересирали од темата. За добивање на българско гражданство се подава молба. Значи, никој никого не го тера на сила да земи нешто. И се подава... Не, чекайте малку. Првите процедури за... Тогаш им текнат ко почнат со бугарските пасоши да може Пак и тука не сте се спремали. Првите процедури се 96-та година. И што не зема првите 90, државјанства... Што не зема 91-та, 96-та година веќе се гледаше и 97-та година дека Бугарија ќе може да се патува со бугарскиот пасош во Европската унија. Условите на Балкан од 91-та изглеdaa малку поразлично. Тогаш битката на Българија не беше да... Тогаш падна комунизмот. Ако се чувствувале ко бугари. Битката на Българија не беше да се... Било страф од комунизмот, од Тито, од Удба, од Кос, тоа се приказните кои ги кажуват, условно речено бугарофилите, што не побара бугарски државјанства 91, 92, 93. Ќе ми слушате сега? 96-та година, откако со бугарскиот пасош можеше да се оди по Европа. Значи 91 година битката на Българија не беше да ја спасува да ги спасува своите браќа во Македонија, а да ја спаси македонската држава. Изгледа и тоа сте го заборавиле, дека 91 бугарската дипломатија се занимаваше со признавање на Република Македонија. Откако веќе постоеше 95-6 година суверена и независна Република Македонија, тогаш дел од бугарската општност во Македонија реши да си ги искористи своите уставни права. Тогаш луѓето 91 не мислеа дали да извадат бугарски, германски или швајцарски пасоши. Вие се сеќавате дека 91 година луѓето размислуваа дали да бидеме дел од Југославија или да останеме и да се бориме за независна Македонија. Би сакал за ваша теза дека 91 година бугарите ги спасувале своите браќа во Македонија. Ви кажам искрено, таа 92, 3, 4 година за две червени така не спасуваа бугарките, така не освежуваа и така братски помага на Македонија. Што јас викам, кога би се вратило тоа време сега, за две кути цигари, за две пакетчиња чорапогашти и за две червени да не спасуваат и сега како пред 20 години, тоа би била ептен братска, поточно речено ептен сестринска помош. Тоа е благодарност, ако туку што ја кажавте на признавањето 92 година. Јас сум благодарен за ваши гестови, од две червени, максимална благодарност. Тоа е вашиот начин да се одблагодарите 94-та што ни го дадоа Бургас. Тоа е начинот да се одблагодарите на поклонетото, а не продаденото оружје 2001. Ако мислите... Тоа е, господин Колев, начин... Разликата меѓу мене и вас, господин Ефтов, е таму што јас никој пат нема да злоупотребам со тоа што голем дел од македонските студентки живеат многу весело во Софија,
Но вие секој пат ќе злоупотребувате. Тоа е прашање на култура и на ниво. Господине Петар, ја исто така Ако мислите дека по тој начин ќе ме навредите, далеку од тоа. Ако мислите дека по тој начин ќе навредите Българија, и тоа е многу далеку од реалноста. 95-та година, например, Бугарија се сочуваше со сериозна економска криза. И тогашниот технички бугарски премиер, господинот Софијански, дојде и бараше помош во жито од Македонија да се преживее зимата. Но тоа никој во Македонија не го спомнал. Никој од тоа во Македонија не прави одредени политики. За разлика од вас, вие се обидувате од се да правите политика, а тоа не е така. И на крај тоа се претвара во една историска мизерија која не ви служи на чест. Но ние говориме за еден проблем, а тоа е една социјална мизерија. Значи, таа социјална мизерија можем да ја разберам во Источна Македонија кој ги тера луѓето да земат пасоши. Но ако луѓето земат пасоши за да купат коли, не можем да го разберам. Одговорот на тоа прашање не е кај мене. Одговорот на тоа прашање не е ниту кај вас. Јас сум од Штип, жал ми е да го гледам тоа што се случува таму. Големиот дел од моите врсници повеќе не живеат таму. Тоа е факт. Голем дел од моите соученици од гимназијата веќе ги нема. Кој по Англија, кој по Франција, кој каде очи му гледаат. И ако ја гледаме од таа гледна точка, улогата на Българија, ние и тука треба да бидеме благодарни. Затоа што Българија не спасува од една економска катастрофа. Ако вие велите дека големиот дел во Македонија луѓе што земаат български пасоши ги користат за работа, ние тогаш треба да направиме, не знам, споменик Българија во центарот на Скопје, затоа што илјадници луѓе се исхрануваат, нема место од споменици. Да, правилно. Не, видите, ова за споменици ќе мора да се дистанцирате од тоа што кажавте, нема више место. Нема место за споменици, затоа што веќе тоа е топ тема во Македонија, се прават споменици сите тие работи. 2019 година све е пополнето секој сантиметар, но ако има тогаш може. Значи, тие луѓе си ги хранат семејствата, благодарение на тоа што некој подала рак. Но од целото тоа нема потреба да правиме негативна енергија и да бараме конфликти. Дел од тие луѓе си ги хранат дечињата благодарение на тие пасоши. И ние место од тоа да се опитаме да пробаме да направиме позитивна политика, ние правиме проблеми. Од секојаш ми било многу тешко да разберам, почитувани гледачи, како некој овде во Софија ја продава својата македонштина ко канта, старо, скапано сирење и подоцна со тие купени бугарски коли или коли со бугарски регистарски таблички, оди во некоја кафана во Штип или во Струмица и се прави голем антички македонец или горд внук на Александар Македонски. Добре, блиски се со Владо Димов, поранешниот министер за здравство, кој сега работи во Бугарија. Како тој извади бугарски пасош? Ќе ви кажам како извади Владо Димов. Значи, Владо во исто како и у Македонија. Значи, законот за издавање на бугарско државјанство исто и како у Македонија. Значи, имаш 4 или 5 начини. Значи, првиот начин е по происход или по потекло. Треба да докажеш дека си бугарин. Вториот начин е со брак. Третиот начин е да имаш фирма која треба да има не знам колку вработени и да плаќаш даноци. И четвртото е спортисти и научни работници. Значи, од Македонија знам полно репрезентативци што имаат склучено професионален договор спортисти, добиваат пејачи кои или уметници. Владо Димов има добиено како научен работник. Владо Димов доди у Америка и у Германија со тие научни титули што ги има, сегде ќе добие. Но Владо Димов работи во Текуда болница. Владо Димов е најавторитетната личност таму од Македонија и Владо Димов помага на сите македонци кои одат таму. Се работи за еден лекар, колку е добар лекар, толку и хуман човек, помага на сите. Добро, господин Митко, на кој имате изваено бугарски пасош? Владо Димов кој научен работник има изваено бугарски пасош. На кој вие имате изваено бугарски пасош? Јас на никој немам изваено пасош. Има велите 20 луѓе преку вас универзитетски професори. Јас сум помогнал, значи во начин сум помогнал да административно. Гледате, господин Митко, не помагам јас, вие помагате. Да, имам здружение, пречу да ги знам, таму живеам во Бугарија, ги знам законите, имам таму пријатели, само ќе му можам да кажете некој име вака познато. Не сум јас ти гарантирам дека цела македонска, значи најодговорно во вашата емисија тврдам дека сите интелектуалци во Македонија, научни работници, сите имаат земено бугарски пасоши, а вие се држите на тие, точно ги има дел од тие македонски луѓе кои ради кола, ради да се вработи во Западот, да, но јас ви кажам дека македонската интелигенција, сите научни универзитетски професори, сите имаат бугарски пасоши, не да оди во странство, него за да може... Ви кажам право, овој Обама ми е малце црномањест.
Иначе и него ќе направите бугарин, ќе му дадете бугарски пасош. Види, еве може Бараков ќе беше. Види или Обама. Да ти кажам нешто прво. Еве ви ја дадов поклон мојата книга. Еве пред цела македонска јавност, пред јавни обвинители, пред правосудните органи во Република Македонија. Ако некој ми донесе еден документ, значи било кој писател, револуционер, преродбеник, еден да се напишал македонец, значи вие сега ти почна за тоа, не јас. Колку пасоши има дадено на познати личности? Јас немам на никој дадено. Имате ли информација колку на црно се дават бугарски прво пасоши? Во бугарска франге се прават? Прво, да, за тоа ќе ви кажам, еве така. Ви гарантирам дека во Македонија постои корупција, во Бугарија не е точно. Прво, јас наодговорно ви тврдам дека легално ако одите, ќе треба за една година да ви закажат во бугарската агенција за българите во чужбина. Да, и се има по интернет културно, има луѓе кои за 2 месеци ги за еден месец дадат бугарски пасоши. Ќе си дадат 500 евра, ќе дадат 1000 евра. Постои по цела источна Македонија адвокатски канцелари кои одат и работат за бугарски пасоши. Види сега, има точно многу посредници, и торбеши, албанци, срби, црногорци, власи. Мислам кога може да ти одговорам на ред, еве на ред. Ама да прашам вие за историја ми изборите. Не, ти почна да говориш за Обама, сакаш малце да се направиш неинтересен, но сега да ти кажам. Па вака Црномање се многу, да не е Црномање, одма од Велико Трново ќе го направите дека е по потекло. Еми не знам, па вие донесете еден документ дека Миладинови браќат Шапкаров. А и нив пасоши им извадивте? Не, они си имат. Не, викам да не им извадивте нив пасоши. Как да мислам на малце на ниско ниво разговараме. Ќе ве молам прво да ти одговорам прво на прашање. Прво дека вулгаризирате целата економска, социјална проблематика во Македонија или мизерија да не речам. Тоа ти го викаш, не Македонија не го праеше кога Бугарија беше во колапс 94-5 година. Македонија не праеше шашми, не праеше политичка. Вика, тоа е твое мислење. Сега Македонија има проблем со името, има проблем со ЕУ, проблем со НАТО, има реално економски проблеми. Имате вие проблем со всички, имате проблем со името, имате проблем со НАТО, имате проблем со албанците. И сега што правите вие? Еден азиатски начин на представување на проблеми. И што правите сега? Елате секи ведење бугарски пасоши. Ќе потпишуваат, ќе потпишуваат. Како не тоа официјална политика беше времето на Димитров, како се вика на Божидар Димитров, цела една структура беше воведена. Ми постави еден куп прашања подред. Прво, во Бугарија на црно никој не може да зема происход, никој не може да зема. Па поите во Источна Македонија сите на црно ги имат. Си плаќаат кај адвокати 500 до 1000 евра, зависи кој колку брзо сака да земе пасош. Им дават пасоши. Посочи ми еден таков. Не е точно. Ела ќе излеземе сега во Струмица, снимаме сега. Ела ќе излеземе пријави го на некој. Зашто да го пријавам? Зошто не го пријавиш во полиција? Јас го презирам, јас не може да го пријавам. Не, прво тоа не е точно тоа. Види оште се води таа антибугарска политика. Да земите бугарски пасош за една кола што ќе купите со бугарски таблички. Тоа е едно мизерно продавање универзитетски професор го зема ради кола. Ми кој е тој? Кажете го. Многу сите, еве кажете многу се. Значи нема интелектуалец во Македонија. Нема што не има извадено пасош. Красимир Каракачанов ја потврди јавната тајна дека Љупчо Ѓорѓиевски има добиено бугарски пасош, иако Ѓорѓиевски тоа во неколку интервјуа за емисијата во Центар го негираше. Сега Каракачанов ја потврдил таа јавна тајна и потврдил дека еден голем дел на македонски политичари, дали станува збор за паранични министри, пратеници или директори на големи јавни компании, има добиено бугарски пасоши. Македонија веќе подолг временски период се соочува со одредена економска социјална криза. Еден голем дел од македонските граѓани побара и добија бугарски пасоши. Дел од бугарската политичка елита тоа го прикажуваше како враќање на македонците кон своите бугарски корени, што е нечесно, морам да признам, бидејќи најголем дел од тие луѓе дојдоа да барат бугарски пасоши токму поради економската и социјалната мизерија во која живеат најчесто во Источна Македонија и еден друг дел за да може да купат ефтини коли со бугарски регистарски таблички. Това е така, това нема ништо лошо. Сега човек треба да казва истината. Истината е, че голяма част од тези хора, които идват да вземат български паспорти, не го прават по политически причини. Те го правят по социални причини. Искат да намерят нормална работа, нормален живот. А българският паспорт, европейски паспорт, им дава тая възможност. И това няма нищо лошо. Ние на нито един човек от Македония, който е дошъл да иска български паспорт, не му се задават въпроси,
ама ти за Груевски ли си, против Груевски ли си, античен македонец ли си, не си ли. Добре, Сега, само да кажа нешто давате формулари, кај што треба да пише дека по мајка и по татко. Това е по закон, това е по закон. Само бугари имаат бугарски род, бугарски родослов и така натаму. Сепак сакате да го искористите, да го политизирате тој процес. Не го исползваме. Со бидоте таа сиромаштија и мизерија која постои во некои места во Македонија, да искористите на политички начин. Никој не кара никој на сила да изразема българско гражданство. Както в Македонија има закон за државјанството, така и в Българија има закон за државјанството. Само че и в този закон има изисквања. Как можеш да станеш български гражданин? Едно од тези изисквања ако си българин по происход, по етнически происход, ако си българин. Еве што треба да потпише секој македонски граѓанин, почитувани гледачи, ако сака да добие бугарски пасош. Тоа се вика декларација или на бугарски зајављавање. Изјавува: зајавljавам, че имам българско национално сознание и сам български происход, така като башта ми или като мајка ми. Значи треба еден ваков документ да потпише секој македонски граѓанин, кај што се откажува до второ колено на своето семејство дека има бугарски происход или бугарски корени и на тој начин го ништи македонскиот идентитет, односно таа црвена линија кој власта и опозицијата ја постават како црвена линија, кој Македонија не треба да ја помине во тој процес за преговори околу името, овие луѓе ја ништат за една стара бугарска кола или за одредено одење на 6-месечно работење во странство, Италија или Швајцарија. Вреди ли да се ништи својот македонски корен за една стара бугарска кола? Колку според вас досега се издадени бугарски пасоши за граѓани во Македонија? Не знам, ама знам дека се многу и се повеќе ќе бидат. Од овие македонски политичари се збореше дека многу од нив имаат пасоши, некои од нив воде и судски процеси за да докаже дека немаат бугарски пасоши, дека тоа е клевета. Ако не се лажам, мислам дека Владо Бучковски беше тужен за клевета во врска со бугарски пасоши, не на пратеничка со потекло од Струмица, да не го спомнам нејзиното име. Околу Љупчо Георгиевски. Не, јас ќе го спомнам нејзиното име, се работи за Силвана Бонева. Да, меѓутоа не беше докажано дека има, она го твоеше Владо Бучковски. И мислам дека го доби може да ви кажам за Силвана Бонева. Бучковски се извини на Силвана Бонева. Не потребно се извини на Силвана Бонева, не потребно. Вака личи еден паркинг во секој еден град во Источна Македонија, почитувани гледачи. На тој паркинг барем 60% од автомобилите имаат бугарски регистарски таблички. Подоцна од кафаната кај што претходно е слушал Цеца, ќе излезе некој набилден македонец кој има истетовирано лавче, а говори или го вее знамето на Вергира на некои партиски митинзи. И тука се постава прашањето: што ли успеа во овие 7 до 8 години како турлитава да му наметнат во душата и во главата на овој напатен македонски народ? Агенцијата за бугари од чужбина дава документ дека си бугарин. И на база на тај документ, со документ дека не си осуден, со лекарско уверение, поднесува за пасош и лична карта да добиеш државјанство. Происход всушност ова декларација која се потпишува, кај што вели: зајавljавам, че имам българско национално сознание и сам с български происход. За тоа говорите така како татко ми или тя като башта ми, роден во село или град, држава или по народност на мајка ми. За таков происход говорите? Това не е происход, тоа е документ на база на кој документ ти дава бугарска држава происход. Значи, вакво нешто имаат потпишано. Сега тоа се менува, не знам дали се исти, дали се, но на време се потпишуваше дека родителите или еден од родителите ми е бугарин. Добро. И они имат, значи Љупчо Георгиевски и други политичари имаат земено бугарски пасош. Не знам, јас не знам кој има добиено бугарски пасош. Не знам, не ме интересира, но знам дека има многу. Многу. Некои од овие директори големи, ела дека дел од големите директори на фирми во Македонија имаат бугарски пасоши, дел имаат и српски пасоши, но еден голем дел имаат и бугарски пасоши. Дел од поранешни министри, пратеници исто така имаат бугарски пасоши. Љупчо Георгиевски велеше дека некаде полу од неговите извршни комитети и полу од централните комитети, дури велеше дека некаде до 2/3 од власта во ВМРО-ДПМН во негово време се чувствува леко бугаров, или претпоставам дека дел од нив има бугарски пасоши. Едно барем име да кажевте. Види сега, јас не можам за имење да ви зборувам, но ви кажувам дека голем број има и се повеќе, тоа е стравот во македонската држава, дека се повеќе. И ако имаше еден бран од економски потреби што ги вади,
Сега, бидејќи со македонскиот пасош, можеш да шеташ, но сега најмногу се вадат бугарски пасоши. Најмногу се вадат. И тоа претежно интелектуалци, образовани луѓе. Адвокати, лекари, професори, писатели, така. Ова состојба која денес постои во Република Македонија, почитувани гледачи, мене помалку ми наликува на тоа што се случуваше во поранешна Титова Југославија некаде 65-66 година, кога се појават првите знаци на големата економска криза, тогаш Киро Глигоров ја прави таа економска реформа 1965 година, меѓутоа бидејќи првите знаци на таа економска криза стануваат од ден на ден се поголеми, тогаш е се поголем бројот на тогашни граѓани на поранешна СФР Југославија кои напушта државата. Тога србите заминуваат во Франција, хрватите во Германија, албанците во Швајцарија, а најголем дел од македонците заминуваат во Австралија. На тој начин се оно што беше незадоволно од Титовата политика ја напушти поранешна СФР Југославија и тоа ми асоцира на ова што денес се случува во Република Македонија, кога се поголем број на луѓето кои се незадоволни од политиката на Никола Груевски и напуштат Македонија, на тој начин Македонија остана без тие 230-250 илјади луѓе кои би притискале ако останале во Македонија тука да барат работа и би била создадена одредена критична маса која би можела да дестабилизира владата на Никола Груевски. На тој начин кога овие луѓе ја напуштат Македонија, кога критична маса заминува државата и бара работи, дали во Италија, дали во Швајцарија или на други држави и дестинации во Европската унија, во Македонија остана она маса или она бројка некаде 440.000 гласачи на ВМРО-ДПМН, која прв пат се појавува на тој референдум 2004 година, кога ВМРО освои некаде околу 440.000 гласови и во изминатите 8 години таа бројка е доста стабилна за ВМРО-ДПМН, бидејќи ВМРО-ДПМН и Никола Груевски без малку не прават ништо во државата, освен како да најдат начин да ги алиментираат потребите на овие луѓе и тие стануваат нивна верна гласачка машинерија. Кога човек се врати наназад низ историјата, до 97-8 година Бугарија беше во уште полоша економска мизерија тоа што беше Македонија. Не, беше 96 и 7 година, 2 години. Вие знаете сите тие нели муабети жаргонски кои се велеа за две червени, за чора погашти и така натаму, и никој од Македонија не влезе во процес на бугарките кои тогаш доаѓаа во Скопје и во тие делови на Источна Македонија и за две червени правеа тоа што правеа, да им даа македонски пасоши. Значи никој не сакаше вашата тешка социјална ситуација да искористи. Вие се обидувате тоа да го направите, тука малце пречи, морам да ви признам. Търсиме дребни работи. Ниту един од тези българи, когато Българија била в икономическа криза, тя беше в икономическа криза дълго време, даже по времето на Югославија, когато югославските граждани можеха да ходят по целия свят с паспорти свободно и да работят където искат и да изкарват заплати в долари. Нали? Българите изкарваха, да речеме, $200 на месец заплата. Не знам да са тръгнали хиляди хора от България да стават югославяни и македонци в Скопие да вземат паспорти. Не знам. И ако тръгна, бате Тодор Живков одма у затвор ки стаеше. Те като тръгнат и минат границата, няма кой да ги върне. Да, ама имат роднини тук. Няма значение това. Знаете, те отиваха на запад. Имахте доста затвори в Бугарија. Нека дојдат да земат югословенски пасош. В Българија имаше затвори. Ги гледахме во Велико Трново тамо, како свират на клавир роднините. Да бъдем ли обективни? В Югославија имаше много повече затвори. Така че затвори имаше и в Югославија. Исках да кажа друго. Нито един от българите, които тогава живееха зле икономически, не дойде в Югославија да каже аз съм югославянин, да разпише документи, за да живее по-добре. Нали? Защото не се усещаше такъв. Па не го ни барахме, па ние овие не се усекат ко бугари. Казвам. Во тие луѓе што добијат пасоши бугарски, има и Срби од Македонија, и црногорци, и албанци има по некои мои истражувања. Възможно е да има. Възможно е да има някои, тъй като имаш всеки ден идват по 100 по 200 човека да подават гражданство. Вие сте човек кој много. Това ли е проблема? Вие сте човек кој много знае. Само нещо да кажа. Вместо да се радвате, че гражданите на Македонија, на които държавата Македонија не може да им осигури условия на живот, получават български паспорт и по този начин си намират припитание да си хранят семействата, водим един безмислен разговор. Повеќе од 230 од 250 илјади луѓе последните 7 до 8 години имат напуштено македонската држава. И според мене веројатно тоа е клучната причина зошто во Македонија не се направи попис или беа неуспешни и двата обиди да биде направен попис, бидејќи ќе требаше коалиционите партнери да објаснат како во мандатот нова влада која се смета за најреформска во македонската историја, толку млади македонци и толку млади албанци имат напуштено својата држава. Што се велите антидемократски режим или авторитарен режим. Кога надвор човек ги гледа работите, кога не е внатре, тоа изгледа безмалку на некој начин нормален режим.
кој функционира нормално. Има некои медиуми кои критикуваат, има поединци кои критикуваат. Вие можете да кажете дека тоа е недемократија, некој друг може да каже дека тоа е диктатура. Значи, навидум функционира све на некој начин нормално. А луѓето се иселот од Македонија. Луѓето живеат лошо во Македонија. Луѓето не се тука. Знаете, таа поделба на антички словенски Македонија, секаква поделба која беше во изминатите 6 или 7 години, можеби на крај ќе заврши со немање на поделба. Бидејќи овде ќе останат да живеат само луѓе кои се ВМРО-вци, бидејќи сите оние други кои не може да најдат работа, земат бугарски пасоши и ја напуштаат Македонија. Утре ќе земат албански пасоши и ќе напуштат Македонија. Ние ќе имаме една ситуација кој 65-та година во времето на Тито. Тито ги прави најголемите реформи, а најголем број на луѓе му ја напуштат тогаш на СФР Југославија. Европската унија и НАТО, целиот овој меѓународен фактор, долго време функционираше така како што го опишуваш ти, тоа беше претолерантен, немаше стратегија, едноставно мислам дека и не разбира дека со нивни пари режимите, посебно македонскиот, не се соочува само со проблеми да се реформира. Туку не, тој формира еден алтернативен режим кој е прилично ефикасен и прилично детален и е авторитарен, во друга линија оди од европските насоки. Тоа им требаше долго да го видат. Они мислеа дека режимот има проблеми. Не може да направи све, се труди, а не може. А всушност се работи за прилично разработен систем во детали, ефикасен систем, кој ги лаже упорно и кој има практично антиевропски европеицизам. Тоа е како што има мода во популизмот на западно, сега и Орбан, и Груевски, и Ердоган, и целата една круг, па и Црна Гора, Дел Бериша во Албанија, со истите тенденции. Значи тоа е нешто, ние сме некаква, имаме чисто потекло, некој историско, кој е до одамнини, доаѓа и ние сега се соочуваме со оваа европска блудница, која нешто мораме со неа да се петљаме, но всушност ние не веруваме во незините. И они бараат отворено од својот народ да ги поддржат во таа измама кон Европа. Отворено бараат дури. Ние мораме вака со овие закони да ги донесеме, али ние ќе се однесуваме 10. И европјаните полека го согледуваат тоа, пошто ги тураат пари во тоа. И тоа им се, значи како да напишете позитивен рапорт за земја која назадува. Многу тежок проблем. Тоа е тежок како семинар проблем. Како ќе напишете позитивен рапорт? И викаат вака, цитирам. И покрај позитивните делови носење закон за медиуми, некои закони во област на медиумите, земјата назадува на сите листи светски за слобода на медиумите. Каков е тој извештај, ме мола? Значи, тоа е полоша ситуација, него земјата да ги нема донесено законите, а да паѓа. Тогаш има шанси. Ќе донесе закон, имаш надеж. А оваа ги донела законите и паѓа. Тоа е најтежок случај, тоа е комиран случај. Значи, тамо, они сваќаат дека овдека нешто не е субстанцијално во ред. Луѓето не мамат. Полека таа вистина доаѓа и полека тој обрач околу Македонија се стиска по таа основа, иначе стабилноста во Македонија премногу ја цене. Тоа функционира, албанците се во власта и кредити ни даваат. Тоа завршува во овој период кој е непосредно пред нас, ќе се осети веднаш кај името. Све што, цела оваа кампања што ја водат, ќе мора да ја голтаат, бидејќи ќе биде тој што ќе мора да го реши тоа. И не само сметаше дека референдумот ќе му помогне да ја симне одговорноста, сега референдумот ќе му биде дополнителен проблем, бидејќи ќе натера да лобира да успее решението. Значи ќе биде проблем. Ќе проколнува всушност зашто го поставил, ќе треба да биде активен, убедувајќи ги сосема спротивно, и тоа ќе се случува непосредно пред нас. И вие мислите, професоре, ако можам во една реченица како парадигма да го склопам ова што кажувате, дека на крајот целиот процес ќе се персонализира во две точки, или името или бугарски пасоши. Па ја мислам дека кај името, затоа што не може да не остават во ваква позиција, очигледно ќе се само распаднеме внатре, ќе спукаме, името не го даваме, но идентитетот го даваме и признаеме дека сме до втора колена бугарите што имаат бугарски пасоши. Утре кога се реши спорот со Грција, 7000 барања има за враќање на грчки имоти. Како вие ќе ги натерате тие луѓе ако живеат лошо, ако немаат работа, да не побарате, да не се потпишат, не знам, во Поликастро или било каде во некој од тие нивни општини во Грција дека имаат грчки корени. Како ќе ги натерате албанците да не земат албански пасоши, бидејќи една од последните мерки на Сали Бериша, од кој веќе изгуби избори, а уште немаше предадена власта на Еди Рама, беше дека и македонците односно албанците од Македонија може да добијат двојни државјанства. Тоа се процеси, тие сегменти ние ги гледаме, знаете. И се на друга страна го имаме проблемот со името. Реалниот процес на инволуција или врушување на Македонија внатре, ако остане овој режим
во ваков контекст на власт, ќе биде внатрешно пукање, не селење на албанците, не они ќе го изигнорираат Скопје и регионално се организираат према Косово и Албанија, не селејки се. Нема зашто да се селат они. Истовремено другиот дел ќе почнува да бара чаре, бидејќи е премал да се одржи како субстанцијален дел. Значи, таа опасност од натрешно пукање, скапување е реална за нас, а не одење лево и десно надвор. Тоа значи целосно распаѓање на она што беше независна држава на чело со овој режим кој се смета за патриотски. Тоа е она што секогаш сме го викале за најголема опасност. Не го согледуваме патот по кој не води. Меѓутоа, мислам дека паралелно со тоа оди она што ми беше проблем е што они создаваат свој народ. Тоа е најопасната според мене карактеристика на овој авторитарен популизам кој го имаме ние, е што тие создаваат свој народ, своји гласачи. Не зависат од гласачите, туку ги создаваат. А ги создаваат со тоа што прво ги потресуваат во стрес луѓето и во страв, потоа им внесуваат некаков лажен херојски мотив дека тие се многу важни, многу важен народ, а они се нивни спасители. И заедно херојски се борат против ветерници. А всушност ние како држава пропаѓаме, си одиме полека. Некој може да верува во тоа, потоа последна година гледа дека е посиромаш. Па посиромаш. И тоа не може да оди до бескрај. Тука негде ќе пукне работата, но гревота е што ни прават. Мислам, кој е тој? Кој е таа политичка гарнитура што може на својата нација ова да го направи? Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видиме. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс, ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва бевте на вистинското место, бидејќи и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтин.